Почитувани представници на медиумите, ви благодарам за вашето присуство. Почитувани граѓани, почитувана јавност, ова е прва пресконференција по затварањето на избирачките места од страна на политичката партија Левица. Најпрво сакаме да се благодариме на сите активисти и симпатизери на Левица кои што помогнаа во реализирањето на оваа цензурирана кампања и понатаму да ги сублимираме впечатоците од последните 2 дена. Како што беше нотирано и од страна на ОПСЕ ОДИХР, не е важен само изборниот ден, туку е важен целиот изборен процес, така што во однос на неточните информации кои што вчера ги проследивме на социјалните мрежи, имаме прашање до ДПМН дали ги наблюдуваа гласачите додека гласаа или со лажни информации се обидуваа да ја доведат јавноста во голема заблуда. Во однос на предизборниот молк, сакаме уште еднаш да нотираме дека истиот не беше почитуван од владеачките партии, канцелариите беа отворени, штабовите беа отворени, во истите беше организирано групно агитирање, додека се агитираше исто така и на социјалните мрежи. Имаме огромна разочареност со страна на МВР кои што не беа ажурни во однос на реакциите и не реагираа навремено. Како и секоја година, како и секоја изборна година, најголем број од нерегуларностите се поврзани со терминалите за идентификација. Имаме забелешка дека на повеќе избирачки места е продолжен изборниот процес по стариот начин на идентификација со UV лампи. Бројот на гласачи на терминалите е поголем од бројот на гласачи во избирачкиот список, па тоа е нотирано исто така на повеќе избирачки места. Починати лица се јавуваат на избирачките списоци, пример за тоа каде што повеќе избирачи кои што се починати се јавени на избирачки список е избирачкото место број 2505 во општина Газибава. Понатаму сакаме да ја информираме јавноста дека наши наблюдувачи не биле пуштани на избирачките места и дека се нотирани низа на притисоци на наши наблюдувачи и на нивните семејства, како по СМС, преку анонимни повици, така и во живо, непосредно. Заменик министерот Албрим Хоџа и кандидатот Менди Кира се фатени како купуваат гласови од близина на училиште во Струга, додека се евидентирани и агитации на членови од владеачката ДПМН околу избирачки места во општините, особено во изборна единица 6. Во избирачките места пак во истите овие општини е забележено нарушување на правото на тајно гласање од страна на наблюдувачите на ДПМН е евидентирано кој за кого гласа со гледање на заокруженото бројче од позади параваните. Во неколку општини наши активисти добиваат повици од анонимни броеви во обид за сценирање на компрометирачки разговори за подкуп на гласови. Секако нашите активисти одговараат негативно на овие понуди. Во неколку општини наши активисти забележале дека гласачкото ливче за избор на градоначалник на град Скопје, кое што е двојазично, има различна содржина на албански и на македонски јазик. Односно, на македонски јазик избирачкото ливче е за совет, додека на албански јазик е за градоначалник. Подкуп се врши отворено во повеќе општини, особено кај маргинализирани групи, особено роми, и во последните 2 часа е евидентирано во повеќе општини дека роми се масовно носени со комбини и со таксиња до избирачки места каде што им е нарушено правото на тајно гласање и се терани активно да гласаат за одреден кандидат. Тоа беше се од мене, доколку имате одредени прашања, повелете. Може да ни кажете за телефонските повици, за да се направи компрометирачки материјал, по-детално. Така, да. Во изборната единица 3, во неколку општини, од страна на познати лица, се направени анонимни повици до наши активисти и кандидати, на кои што им е нудено одреден број на гласачи од ромска етничка заедница, да гласаат за одредена сума на пари. Предпоставуваме дека тие разговори се снимени во обид да се компрометираат понатаму кандидатите. Дали пријавивте во полиција? Пријавено од страна на кандидатите, да.